Цело прво полугодие учениците од дрвено-преработувачката струка од Средното училиште Никола Карев од Струмица изработуваа шкафчиња за основци за време на практичната настава. Меѓу средношколците и Лаура Цветков, ученичка од втора година. Таа на машината дупчалка ги финализираше предните крила од шкафчињата наменети за учениците од Основното училиште Никола Вапцаров. На оваа машина што ја гледате таму, правевме крила, односно ги бушевме за нивните менташини да можеме да ги ставиме и потоа да се наместат на самиот елемент и да се шталуваат. Тешко е? Не, само кој што сака да работи не е тешко. Освен шкафчиња, имате изработувано досега нешто друго? Па, минатата година имавме изработувано табуретки од рециклирани гуми, исто така имавме изработувано и полици, односно како маса. По проектот Шкафче за секој ученик од основните училишта вклучени се сите средношколци од прва до четврта година од дрвено-преработувачката струка од училиштето Никола Карев. Целиот процес почнува од кабинетот, каде на компјутери се креира идејното решение. Значи, ние како професори прво покажуваме како да оде процесот и потоа учениците сами изработуваат. Значи, таму доаѓаме до идејното решение, се одредуваат димензии, материјал и потоа оде на кројње, еве га нашата нова кројачка машина, тука се искројуваат елементите, на кантериците ги кантираме, бушилиците се отварат за клапшарки, еве таму веќе доаѓа финалниот производ. Значи имаме една мини фабрика, можем да кажем. Учениците од дрвено-преработувачката струка од Никола Карев, освен шкафче за секое дете, имаат изработено и мебел за училиштето, но и работни маси, столчиња за Струмичката болница. Го премихме првото училиште, тоа е Никола Вапцаров со 960 шкафчиња и сега чекаме следниот да продолжи проектот секако, следното училиште кое ќе биде наред за обремување со шкафчиња. Во меѓувреме ја проширивме соработката и имаме најава и кажано ни е дека ќе продолжиме со друг проект, ќе правиме униформа за секое прваче. Тоа ќе го изработуваат нашите професори и ученици од текстилната струка. Шкафчињата веќе се поставени во училиштето Никола Вапцаров, каде учениците се ги оставаат своите книги и работни облеки. Од општината најавија дека годинава ќе продолжат вакви проекти, при што значително се зголемени средствата за подобрување на практичните вештини на средношколците од стручното образование.